Во ова четврточно издание на 16 март 2023 година, почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во дневникот ќе гледате: службите за брза интервенција во Кавадарци денеска покажаа дека можат да бидат на висина на задачата при пожари и други елементарни непогоди. Престанете да ги палите меѓите и стрништата. Уште еден апел од пожарникарите. Јавен повик за поддршка на семејни винарии. Лидерот на ВМРО ДПМН повика повторно на избори. Ковачевски му врати дека предвремени избори нема да има. Пожар во средното општинско училиште Кирос Панџов Брко во Кавадарци. Ова беше дел од сценариото за денешната показна вежба што се реализираше во ова средно училиште. Сирената апелираше за пожарот. Учениците беа навремено евакуирани. Волонтерите на Црвениот крст Кавадарци помагаа на повредените, а за кратко време пристигнаа екипите на противпожарната единица и на брзата помош. Вежбата ја следеа учениците и вработените во училиштето, представници од Дирекцијата за заштита и спасување, МВР, локалната самоуправа. Оценката од сите присутни е дека вежбата беше успешно спроведена. Оваа вежба има повеќе намени. Првата е да ги спремаме учениците за да може да го следат планот на евакуација и како би постапувале во случај на пожар или на други елементарни непогоди. Со тоа го завршуваме оној едукативен процес за учениците, а од друга страна и се грижиме за безбедноста и за наставниот кадар, како тие во координација би можеле во не дај Боже овакви случаи да постапат и да ја напуштат зградата во одредено време. А од друга страна пак и институциите како што се противпожарната служба за колку време и во каква брзина би настапила и би испаднала на терен и како би се справила со овие настани и случаи кои што би можеле да се случат. Исто така таа координација е битна помеѓу противпожарната служба, училиштето како е образовна институција, нормално припадниците на полицијските станици на МВР и секако тука и единицата на првата помош, кои што сите денес беа присутни и во одлична координација. Се надеваме дека вакви немили настани нема да се случуваат, но сепак како локална самоуправа треба да се грижиме и да претпоставиме доколку би ги имале да бидеме спремни како би постапиле овакви случаи. Денес, како што спомнавме, имавме показна вежба, симулација на пожар и учениците максимално брзо ги напуштија просториите согласно планот за евакуација, односно согласно начинот на излегување кој клас, односно учениците од која училница на кој излез да излезе. Задоволни ли сте од тоа како помина вежбата? Јас сум презадоволен, вежбата еве сега моментално што таку заврши и заврши на многу успешно заврши. Чинителите кои што беа присутни овде на ова показна вежба, Територијалната противпожарна единица, Центарот за управување со кризи, Дирекција за заштита и спасување, првата помош, Црвен крст, значи сите беа присутни за реализација на оваа показна вежба, како и вработените и учениците од нашето училиште максимално успешно ја реализираа оваа показна вежба. Дали во училиштето спроведувате вакви вежби и надвор од ова официјална каде што учествуваат и институциите за брзо дејствување? Да, значи ова официјална, како што рековте, вежба ни е законска обврска нас и мораме да реализираме, но покрај оваа официјална ние се реализираме интерни внатрешни показни вежби
и на тој начин сакаме да ги заштитиме учениците да се чувствуваат што по-безбедно во училиштето, затоа што безбедноста ни е на прв план. Учениците пред се треба да се безбедни, а понатаму сето друго ќе си го реализираме по наставните планови и програми. Па ова е дел само од годишната програма на противпожарните единици за работа, обука и едукација. Ние веќе завршивме со сите вежби и обуки што имавме со основните училишта. Сега наред дојде средните училишта, ова е само почеток, значи продолжуваме со другите средни училишта. Тоа ќе биде во текот на следните недели, ќе се организира сето тоа, ќе го завршиме. Главна цел е, како што спомна претходно директорот, едукација на сите деца, млади деца, што би требало прават во случај на елементарна непогода. Значи ова не е само прашање противпожарна, значи и во случај на елементарна непогода, земјотрес, начинот на движење и евакуирање е истиот. Така да само една обука, една практична настава за дечките да знаат. Денеска тоа го покажа дека веќе се научени, дека тоа го прават многу добро. Тоа го видовме на практична настава, сега моментално и на терен го видовме тоа. Продолжуваме со ваквите обуки, значи не застануваме тука. Голем помош имаме од дечките од Доброволното противпожарно друштво кои што се членови претежно и од ова училиште. Продолжуваме и со нив. Многу сум задоволен од дечките од Црвениот крст. Поради тоа што и Црвениот крст има овде членови во средното училиште кои што се ученици моментално поседуваат настава. Тие во случај на елементарна непогода не се дел од сите ученици како за евакуирање, меѓутоа главната задача они стануваат веќе медицински лица во овој случај, така да доколку тие забележат некои повреденици, значи нели при евакуирање знаат да спретнат да се спрепнат, некоја повреда дојде или при самата несреќа да дојде некоја повреда, тие се веќе медицински лица и тие помагаат на своите соученици при евакуирање. Значи ги изнесуваат надвор, помагаат при евакуација, значи се до наше пристигнување или пристигнување на првата помош од Кавадарци, за да сето тоа биде и да помине во најдобар ред. Дирекцијата за заштита и спасување на Република Северна Македонија, подрачно оделение Кавадарци, учествува во овие показни вежби и тоа во делот за оформување на концепцијскиот план на вежбата и исто така и во делот на неизената изvedба. Како што и сами видовте, показната вежба беше добро изведена, чувме од присутните и пофални зборови. Пожарникарите действуваат и во реални закани од пламени јазици. Зачестена е појавата да се палат стрништа, меги, растителни отпадоци од несовесни земјоделци. Командирот на територијалната противпожарна единица Кавадарци, Александар Чадамов, уште еднаш апелираше да не се палат огнови на отворено и да се остават без контрола. Покрај ова вежба вие действувате и на терен во реални ситуации. Земјоделците, оние несовесните, продолжуваат да ви создаваат работа, се палат стрништа, меги, остатоци растителни после кроење. Доста на број се таквите пожари, бројни се апелите, меѓутоа ретко се слуша и се прифаќаат апелите. Колку вакви пожари имаме во изминатиот период? Така, па добра прилика е да пратиме еден апел до граѓаните на град Кавадарци за една мала поголема совесност, посебно кога прашање палењето на страништа. Најголемиот дел е ке оние несовесните граѓани кои што нели освен оно палењето што го има го оставаат оджинот и се заминуваат од лице место од терен. Така да тој е претежно со мала помош на ветрот, наш голем непријател кога во прашање шумските пожари на отворено, тој настанува и прераснува во стварно голема штета и се причинуваат големи штети, па не де Боже и шуми. Така да ви пратил еден апел, малце повнимателно при палењето, мада законски не смееме никако да палиме и си има ред за тоа како би требало да се постапува со прачките во овој период од годината. Меѓутоа, доколку се мора да се внимава да биде тоа на одредено расстојание во близина, да нема запаливи, да нема сува трева и така натаму. Или па барем да ни информираат по време да знаеме за да во случај на не де Боже избегување на тој пожар да бидеме спремни при евентуално таква интервенција. Денеска градоначалникот Митко Јанчев имаше работен состанок со представници од компаниите Синохидро и Power China. Се разговараше за размена на можностите и за директна инвестиција на кинески компании во областа на енергетиката, информираат од кабинетот на Јанчев. На пресконференција денеска од Општинската организација на СДСМ Кавадарци информираат дека во тек е јавен повик за поддршка на семејни винарии. Висината на финансиската поддршка изнесува 10.000 евра по винарија. Почитувани граѓани, почитувани земјоделци, почитувани винари. Во тек е јавен повик за семејни винарии.
Висината на финансиската поддршка изнесува по 10.000 евра за секоја семена винарија. А право на учество имаат сите земјоделски стопанства кои се упишани во регистарот на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделие и се регистрирани како произведувачи на вино во винскиот регистар. Со измени на законски решенија, ова влада овозможи олеснување во производството на вина во мали винари и за физички лица. Со ова се овозможи развој и отварање на нови мали семени винари, односно полесно регистрирање на капацитетите на производство на вино, кој ќе може да се продава од самата винарија. Мерката мали семени винари досега се покажува како успешна. Во 2019 година имаме регистрирано над 100 семени винари, кои голем дел се од Тиквешкиот регион. Минатата година 59 апликанти го остварија своето право и добија грант од по 10.000 евра. Развојот на малите семени винари сериозно се одразува на туристичкиот потенцијал на лозарските региони, како и Тиквешкиот регион, а воедно и за поголем развој на пазарот на грозје и вино и решавање на проблемите за истите. Покрај ова, во тек е и повик за финансиска поддршка за производители на храна од животинско и неживотинско потекло. Во рамките на овој повик се овозможува грант од 10.000 евра, предвиден за опрема и за ангажирање на стручно лице технолог. Продолжуваме да работиме посветено во интерес на граѓаните, особено во интерес на земјоделците кои ја имаат најблагородната задача во општеството. Бизнис заедницата да изнајде начин да ги помага талентираните ученици, а со парите од буџетот да се наградуваат учениците и нивните ментори, кои се враќаат со успеси на нивните надпреварувања. Рече меѓу другото во својата дискусија на вчерашната седница председателот на Советот на општина Кавадарци, доктор Стојан Чарамов. Бидејќи 8-та, 9-та и 10-та точка ни се точки за нашите средни општински училишта, јас би апелирал и едно моје гледиште до бизнис секторот на територијата на општина Кавадарци, кој несебично во изминатиот период беше голем партнер на скоро сите проекти, идеи, начини на реализација, полесен начин на функционирање, заедничка соработка со општина Кавадарци, да изнајдат начин, модус, модел да се стапи во контакт со нив за формирање на фондации од типот на фондацијата моментално што функционира територијата општина Кавадарци, тоа е фондацијата Никола Јанчев, која апсолутно несебично го препознава и делува на моделирање и помагање на лицата кои општествено можат да допринесат во иднина во општина Кавадарци. Тоа е за почит, за поздрав. Воедно го охрабрувам бизнис секторот да вложи во тие деца, да вложи во деца кои се првенци на генерацијата, децата кои отскокнуваат во нивното образование со нив, бидејќи едно да знаеме дека до доаѓање во квалитетна работна рака во идно време и на нашите менаџери ќе му биде многу тешко. Бидејќи ќе му биде многу тешко, мора да си помогнеме сите на себе. Тоа сега е моментот, го имаме локалните општини што до нас, еве, да го земе Браково во општина Велес, каде што на ист принцип се функционира, така да Кавадарци е индустријски град и сметам дека со една подадена рак со бизнисмените, со нивниот бизнис сектор, па нек се направи средба со Стопанската комора на општина Кавадарци, со менаџери, да се размислува во правец на формирање на такви фондации, каде што ќе бидат импактирани талентирани ученици на територијата на општина Кавадарци. Тоа е едниот мој дел. Во однос на второто моје излагање, во разговор со градоначалникот господинот Митко Јанчев и во разговор со советниците на Советот на општина Кавадарци и со раководителот на финансии сектор на територијата во однос на општина Кавадарци, госпоѓа Цанка Јованова, предложив еден проект да го имплементираме од текот на оваа година. Тоа е за учебната 22-23 година сите ученици кои освоиле награди на државни и на интернационални надпревари да бидат финансиски наградени од буџетот на општина Кавадарци заедно со нивните ментори. Како мотив, како стимулација, заедно со нивните ментори за уште поголем прогрес и развој, вклучително и на менторите, а воедно и на самите ученици.
една мала финансиска коцка во нивниот образовен мозаик, кој се надевам дека ќе биде доволен потик за да се овозможи едно лична сатисфакција на тие деца. Знам дека нашата општина, почнавме тој проект со секретарот на општината Тошко Ефремов, стапивме, негде добивме за минатата година бројка некоја од 70 ученици на територијата на нашите основни и средни општински училишта кои освоиле награди на државни и на интернационални надпревари, вклучително тука и музичкото училиште Лазо Мицев Рале. Така да на наредните совети ќе се изготве амандман предложен од моја страна како претседател на Совет на општина Кавадарци, разговори се во текст со финанси и сектор, секретар и градоначалник, и се надевам дека законски учениците што ќе постигнат врвни резултати, достојни представители на државни и интернационално ниво, оваа година ќе бидат и финански подпомогнати од општина Кавадарци заедно со нивните ментори. Така да ви благодарам за вашето присуство и се надевам, вложувајте во нивните деца, вложувајте во идните генерации, дај Боже утре да бидат општествено одговорни, еден дел од нивните образовни траектории да ги вложат во овој совет, во нашиот град и да бидат општествено продуктивни. Денеска се работеше на расчистување на дива депонија во дворот на Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. Во повеќе наврати се расчистува овој простор, но од жителите на околната ромска населба дворот на училиштето за кратко време се претвара во дива депонија. Обид за оправдување на кривично дело преку манипулација на јавноста, реакција на левица по вчерашната изјава на градоначалникот на Росоман Стојан Николов околу најавата за кривична пријава од оваа политичка партија. Градоначалникот Стојан Николов во интервју за КТВ телевизија на 15 март 2023 година ја исмејува и нарекува наводна кривичната пријава до Основното јавно обвинителство Кавадарци, поднесена на 22 февруари 2023 година, преку која советникот Владко Трајков бара да градоначалникот сноси одговорност за штитењето на интересите на поединци на сметка на експлоатација на животна средина во општина Росоман. Во прилог може да го видите приемниот печат од Основното јавно обвинителство Кавадарци за кривичната пријава, чии прилози се сите советнички прашања и барања за стопирање на градбата на асфалтната база. Тоа е пријавата која градоначалникот несериозно ја исмејуваше и нарекуваше наводна. Во прилог е и проследувањето на барањето на советникот Владко Трајков, каде се забележува дека градоначалникот Стојан Николов го чувал во фиока од 14 декември 2021 до 24 март 2022 година, кога решил да го проследи. Наместо несериозните излагања на градоначалникот на КТВ телевизија, очекувавме извинување и прифаќање на одговорноста, па логични прашања се. Зошто градоначалникот го чувал барањето за рушење на асфалтната база во фиока 100 дена? Дали градоначалникот штити бизнис интереси на поединци од општина Росоман, додека се експлоатира животната средина преку диво изградена асфалтна база за чие рушење не постапува ажурно, се вели на крајот во реакцијата на левица. Од денес во маркетите по пониски цени се продаваат тестенините и млечните производи, откако стапи на сила владината одлука за замрзнување на цените на овие производи. Млечните производи се намалени за околу 10%, а тестенините за 15%. Претходно владата ја замрзна и цената на белиот и полубелиот леб до 33 денари. Идната недела пак се очекува одлука дали ќе се замрзнат цените и на другите основни прехранбени производи. Повеќе од 160 инспектори на терен проверуваат дали се почитуваат владините одлуки за намалување на цените. Како продолжение на нашата одлука за замрзнување на цената на лебот, а по направените анализи донесовме одлука за замрзнување, односно намалување за 15% на цената на дел од тестенините. На дел од млечните производи, меѓу кои кравиото млеко, урдата, сирењето,
кашкавалот, киселото млеко, павлаката и јогуртот без додатоци, цената предвидовме да се намали за 10%, споредено со цената од 1 март оваа година. Денес можевме сите да се увериме дека ова намалување на цените се почитува од страна на производителите и од страна на трговците и истото се однесува како на замрзнувањето на цената на лебот, така и на замрзнувањето на цените на тестенините, односно намалувањето и за намалувањето на цените на млечните производи кои што ги наброев. И годинава ќе продолжиме да ги поддржуваме компаниите и граѓаните, но нема да дозволиме неоправдано покачување на цените и пореметување на пазарот, а со тоа и загрозување на стандардот на граѓаните поради нечии лични интереси. Очекувам од компаниите, од трговците, производителите, доставувачите да имаат разбирање за општото, а не поединечното добро, да имаат разбирање за основните потреби на граѓаните кои се и нивни конзументи. Министерството за економија ги следи во дневна база сите случувања во делот на цените во државата, посебно за основните премиерни производи. И сакам уште еднаш да ги повикам стопанските компании, нашите производители, увозници, да направат големи напори, да покажат општествена одговорност и самите да почнат со намалување на цените, имајќи го предвид трендот на намалување на суровини и во светските берзи, но и согласно намалувањето на цените на енергенсите како мерки кои ги носи владата. Во тој случај, ако тие сами ги намалуваат, секако дека имаме простор дополнително да излеземе во пресред за да ја задржиме нивната конкурентност, а зошто да не ја да ја зголемиме нивната конкурентност. Затоа до крајот на наредната недела ние ќе подготвиме информација до претседателот на владата со детална анализа, да рече со секој производ и согласно тие анализи ќе се дизајнират, креират новите мерки кои ќе следат најверојатно во април. Ајде на предвремени парламентарни избори, да не се држи државата во грч. Ако е проблем техничката влада, подготвени сме и без тоа, повика денес лидерот на опозиционата ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски. Видете, ние јавно подадовме рака за предвремени парламентарни избори. Дури и рековме, ако е услов 100 дена техничка влада, еве јавно се откажуваме и ја фрламе ракавицата дека не треба да има 100 дена техничка влада. Дури ако и тоа им помогне, не треба и воопшто да има техничка влада, сме подготвени веднаш по дитна постапка да го смениме законот за влада. Изборниот законник. Веднаш да го смениме и ако треба и тоа, еве нека си остане Оливер Спасовски министар за внатрешни работи, нека ги прави оние дејства што ги прави изминативе 7 години. Еве нема потреба од никаква техничка влада, нема потреба 100 дена веднаш да отидеме. И тоа е мислам разумно. И последниот рок зошто велам мај, затоа што знаете ако ние зборуваме за есенски избори, тогаш овие луѓе овде како ќе ги прашате дали сакате да имате есенски избори оваа година, па потоа претседателски избори следната година, или да бидам попрецизен, бизнисот и државата да бидат во грч повеќе од 10 месеци, тогаш сигурно ќе ви речат, ве молам, немојте такви глупости да правите. Или сега направете превремени избори, или тогаш заедно во еден трошок нека бидат и претседателските и парламентарните. Иако можеби оваа моја изјава ќе има и критика од одредени структури, но ВМРО ДПМН е државотворна партија, народна партија, интересот на народот ни е пред се. Ние сме партија која што е пробизнис, сакаме овие луѓе што поуспешни да бидат, што повеќе работни места да отварат и да понудат за вработените подобри примања. Така што за мајски избори, еве и нека биде и првата половина на јуни, стоиме на располагање веднаш, не мора техничка влада, со Оливер Спасовски за министар за внатрешни работи, со не знам кој да биде таму премиер, дали овој ќе остане, дали ќе дојде некој друг и така натаму, со овој министар за финансии, заменик министар за финансии, со овој министар за труд и социјала. Еве како што е вака, ние сме подготвени да одиме веднаш на предвремени парламентарни избори. Премиерот Димитар Ковачевски е дециден дека предвремени избори нема да има до крајот од мај и почетокот на јуни, како што бара Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМНЕ. Ковачевски и порача на опозиционата партија да се посвети на локалниот развој, бидејќи како што рече, имаат 50 општини со кои раководат. Прашањето на предвремените избори, кое што Мицковски го најавуваше во декември,
па го презакажа за јануари, па го презакажа за средината на февруари, е затворено. Бидејќи тој тврдеше дека има парламентарно мнозинство од 61 пратеник, за да оваа влада веќе не продолжи. На крај се покажа дека оваа влада има зголемено парламентарно мнозинство со реконструкцијата на владата од 65 пратеника. Со тоа, прашањето на предвремените парламентарни избори е затворено и, како што кажав од прв ден, бидејќи јас моите ставови не ги менувам секој ден, како што некој друг го прави, изборите ќе бидат во нивниот редовен термин, прво председателски избори, на кои што ќе победи кандидатот предложен од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а потоа и парламентарни избори, на кои што повторно оваа коалиција ќе формира проевропска влада во Македонија. Јас упатив и минатиот пат порака дека ВМРО ДПМН управува со 50 општини, дека треба да се посветат на работа во општините, бидејќи гледаме дека таму ништо не се случува. Тие започнаа со настани по хотели, каде што презентираа што е направено од претходните градоначалници, ги сметаа за своји проекти, тоа беше 1 февруари од како дојдоа на власт. Потоа почнаа да се караат меѓу себе и го гледавме оној фестивал кој што се случуваше во Скопје помеѓу градоначалничката од редовите на ВМРО ДПМН и раководството на ВМРО ДПМН, за да сега сите активности замрат и единствена тема на која што зборуваат се предвремени парламентарни избори. Тоа ме потсетува мене на... Имаме еден внук Никола и цело време му викаме Никола, земи, работи книгата, учи, работи за да напредува, што е вика купи ми PlayStation. И што и да му кажеш, он цело време PlayStation па PlayStation. И ова ме потсетува на вистина однесувањето на председателот на опозицијата на мојот внук Никола, кој што наместо да се фати со работа, само бара да му се земе PlayStation. Така да сметам дека и тие треба да се посветат повеќе на работа во општините, отколку единствено да повторуваат предвремени избори. Предвремени избори нема да има, ќе има редовни избори на кои што веќе кажав како ќе биде резултатот. Власта ги злоупотребува лицата со ретки болести и подготвува измени од кои само некој ќе се богати на нивна сметка, обвинија денеска од пратеничката група на ВМРО ДПМН. Неспособноста на владата благовремено да набави лекови за ретки болести на граѓаните не треба и не смее да се заскрива позади лагата дека законите ја кочат набавката. Тоа не е ништо друго, освен лага. Веднаш лекови согласно постоечките закони, ама веднаш. Владата бесрамно се обидува да печали на здравието и животот на граѓаните. Законските измени во Законот за лекови и медицински средства, како и Законот за здравствено осигурување, се направени единствено за системски грабеж, додека пациентите повторно ќе останат без лекови. Ниту еден живот не смее да биде загубен поради неспособноста на времено да се набават лекови. Ничија мајка, сестра, сопруга, сопруг или деца не смеат да плачат заради загубен живот кој можел да биде спасен, но не е, поради криминал, недомаќинлук, неспособност и суета. Предлог Законот за дополнување на Законот за лекови и медицински средства, иако владата се обидува да го представи како решение на проблемот со набавка на лекови за ретки болести, содржи единствено само малверзации. Имено, со законот, Министерството за здравство склучува посебни договори со фармацевтски компании по претходно дадена согласност од никој друг, освен владата. Најскандалозно во овој закон е тоа што цената по која треба да биде набавен лекот од производителот ќе се третира, видете, како деловна тајна, што е во директна спротивставеност со законот за јавни набавки. Ова значи дека фармацевтските компании кои што ги набавиле лековите ќе може да го продаваат дадениот лек многу поскапо отколку што го набавиле, а при тоа лицето кое што ќе го купи лекот нема да добие рефундација на средствата. Ова е класична злоупотреба на лицата со ретки болести и богатење на грбот на овие лица, кои што единствено што бараат од државата е да го преживеат секој ден. Значи, мои сограѓани, со овој закон сами ќе си го купите лекот по вртоглави цени и за тоа нема да добиете рефундација на средства доколку истиот биде набавен. Владата не се грижи за вас, туку само за посебните договори од кои што некој лично ќе печали. Законот ќе бараме веднаш да се повлече и итно да се направи нова набавка согласно постоечките закони.
Во дневникот информации од културата Евтин Клетников денеска го промовираше новото поетско дело. Во Домот на културата Иван Мазов Климе денеска се читаше поезија од новото дело на Клетников, насловено како Раниот екстаза. Со многу радост, со многу љубов кон поезијата, ви ја представуваме вам, драга публико, книгата од македонскиот автор Евтин Клетников. Рани од екстаза. Евтин Клетников е поет, раскажувач, книжевен и ликовен критичар, есеист и преведувач. Роден е во село Негрово во 1946 година. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје на групата Историја на книжевностите на Југославија со славистика во 1969 година. Како стипендист на француската влада остварил студиски престој во Париз. 80 година. Автор е на над 20 книги поезија и на неколку прозни и есеистички книги. Има изготвено многу антологии на македонската поезија. Освен тоа, активно препејува од руски, француски, словенечки, српски, хрватски и словачки јазик. Добитник е и на повеќе домашни и меѓународни книжевни награди. Поезија, Модер вир, Зраци и самраци, Окото на темјот, Песни за огнен, Икра и крило, Име од вечност, Гласови, Триок, Магновенија, Маж и жена со лице спроти звездите, Прасај, Троја. Поезија за деца, Кула со златно звоно, Златна рибка, Море во сонот, 88 песни за месечината, Сончеви песни. Есеи и критика, Орион, Јатка, по потрага по целината. Има еден француски поет, Маларме, еден од водачите на символистите, кој сега ми доаѓа во свеста, кој вели: Францус, мене во Франција ми се доволни 17 читатели. Зошто 17, не знам. Но веројатно човекот мислел во перспектива за некој вид криза на поезијата, која на уметноста, на духот кој сега ние го чувствуваме во ова технолошко време, во ова време на разбойништво, на влади, на крадачи, на криминалци и така натаму, што ќе му е уметност на човекот, но еве овде во Македонија јас наоѓам повеќе читатели од Маларме што барам во Франција, и тоа е радосно, значи се уште овој македонски уметнички дух е жила и македонското срце е отворено кон уметноста, тоа се должи нели на онај ген на антички уште на македонците, на космополитски уметнички ген кој нели го пласирал во универзалната држава уште Александар Македонски, бидејќи сегде тој кај што ќе стигнал после победата, или ако не е победа, ако сами се покориле, правел свадби. Свадбата е најголемиот символ на поезијата. И ви ќе видите, кога ќе ја читате ова книга, дека е таа еден вид свадбата и љубовниците и така натаму, дека се тоа средишни символи. Во рамките на промоцијата, поезија читаше актерката Микица Илова, директорот на библиотеката Феткин Петар Гурев и учениците од Земјоделско-шумарскиот училишен центар Ѓорче Петров под менторство на професорот Владко Тасев. А во музичкиот дел се представи ученици од Музичко-балетскиот училишен центар Лазо Мицев Рале од класата на професорот Лазар Соколов. Во дневникот одиме и со информации од спортот. Последни кола во женската кошаркарска лига. Пробаскет ќе гостува во Крива Паланка, а Јан Бор ќе го пречека тимот на Ринија. Предстојниот викенд ќе се одиграат последните кола од регуларниот дел на сезоната во двете први женски кошаркарски лиги, како во групата А, така и во групата Б. Во двете групи веќе се е познато и последното коло нема да донесе некои посериозни промени. Во првата женска кошаркарска лига во групата А ќе се одигра 14-тото коло во кое утре, петок, Гризли ќе го пречека Бадел.
Останатите средби се играат во сабота 18 март и тоа Вардар Баскеткам, МЗТ Струга и Крива Паланка Пробаскет. Без разлика на резултатите нема да има промени на табелата, па во разигрувањето Баскеткам ќе стартува од првата позиција, Бадел како втор, Крива Паланка од позицијата број 3, Вардар од четворката, МЗТ од петката, Струга од шестката, а баражи за опстанок во елитата ќе играат 7-миот Гризли и 8-миот Пробаскет. Во групата Б ќе се одигра 18-тото коло, а веќе вчера Пелистер во Битола загуби од Шкупи со резултат 36-58. Во сабота од 12 часот во салата Партизан во Кавадарци, Јан Бор во последниот надпревар за оваа сезона ја пречекува Ринија, а во недела ќе играат гости врз Куманово и Патриот Спортим. Без разлика на резултатите, Патриот ќе биде прв, Шкупи втор, а Јан Бор ќе заврши на третата позиција со само 1 бод за останување зад Шкупи. Бараж за опстанок во елитата, односно пласман во истата, ќе играат Патриот Пробаскет и Шкупи Гризли. Ќе се играат 2 средби, а ќе одлучува кош количникот. И пред самиот крај на дневникот информации за тоа какво време не очекува. Умерено облачно со умерена долж поврдарието повремено засилен ветер од северен правец. Температура од 1 до 13 степени. Во следните денови ќе преовладува стабилно време со пораст на дневната температура. Почитувани гледачи, ова беа темите и настаните со кои го заокруживме овој 16 март 2023 година. Останете и понатаму со КТВ телевизија и имајте пријатни мигови.